Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1. Поздрав до сите вие кои не слушате во живо во ова снежно утро во вашиот автомобил заглавени во гужвата во главниот град на нашата земја. Светот се наоѓа пред сериозни геополитички предизвици, но ќе почекаме денеска да се видат во Париз Емануел Макрон и европските лидери, да видиме како тие ќе одговорат на ракавицата на Доналд Трамп и Джейди Венс. Тоа ќе го анализираме утре задутре. Дали ќе обезбедат место на масата преговарачка? Засега не. Па засега не, но да видиме. Се најавуваат европски трупи во Украина. Тоа нема да ни биде централна тема, затоа што ќе почекаме уште малку да се развијат настаните, затоа што кај Доналд Трамп секој чудо за 3 дена. Може ќе се пишмани до среда, па джабе ќе анализираме. Цело време наративот беше нема да праќаме војска во Украина, европјаните нека го направат тоа. Овие денови се појавила информација, нема проблем, ако ни ги даете рудните богатства, тогаш ние со наша војска ќе ги обезбедуваме тие богатства. Така можеме и крајно несериозна политика. Режим многу сум бе некако бел, не знам што е работа на камера. Дај малце таму, повнимавајте. После снегот ја утна работата синоптичарите. Дожд предвидува. Каков дожд? Погледни надвор, да врне. Бел некој овој дожд. Столе, мислам дека е време да го представиме гостинот за ово утре и прво најавата. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека е можна промена на грбот на нашата земја. Тоа предизвика жестоки реакции во јавноста. Дел велат, фала Богу, да се ослободиме од ова комунистичко јајце. Дел велат, не, ние не смееме да се откажеме, тоа не поврзува со асном. Не знам како сонцето и она како се дел велат, промената на државниот грб е одвлекување на вниманието од реалните проблеми. Дел велат, може би за тоа се крие некој поширок пакет во кој што може да влезат и бугарите, затоа што Таравари веднаш даде изјава во која што ја прошири рамката, не само грбот, туку и химната и некои други работи и тие 20% фамозни кои што треба да се заменат со албански јазик. Не случајно велат, отворањето на уставот секојаш представува ризик да се отвори Пандорина кутија. Но генерално мојот став е секојаш дека треба да се разговара, не треба под тепик да се и ние сме веројатно единствениот медиум во Македонија кој нема сега да влеземе во тоа фаворизирање, вака да биде, така да биде. Ние сакаме научно работата да истераме. Денеска треба да научиме малку повеќе и би ги повикали тие што не слушаат, нека пишуваат ако имаат прашања во врска со грбот. И денеска учиме што се грбови, како изгледаат, кои се грбовите на Македонија, кои се грбовите на македонскиот етникум, а за тоа Столе да го представи што молам нашиот гостин од ово утро, кој во најмала мера е веројатно еден од двајцата најголеми познавачи во земјата на темата. Иван Нацевски е хералдичар, представник на македонското хералдичко друштво. Околу друштвото, околу хералдиката во Македонија може некако зборови. Добро утро и од мене. Хајде да се представам први. Јас сум Иван Нацевски, инаку моментално подпредседател на Македонското грбословно друштво. Ние како друштво постоиме веќе 22 година. Активно истражуваме македонска хералдика. Не само што истражувате, туку и правите грбови. Да, туку секако и правиме грбови. Во таа смисла сакам да ги запознам вашите слушатели со тоа што представува хералдиката, што представува грб, кога, како се појавиле грбовите на Македонија, какви биле грбовите на Македонија и што може да се очекува понатаму да откриеме како хералдичко наследство поврзано со Македонија. Да почнеме од почеток. Ние сега имаме еден грб, сите го знаеме како изгледа. Каков е нашиот грб и што представува нашиот грб во светот на научната хералдика? Ако почнуваме овој сега што го имаме на пасош, што ни стои. Ако почнуваме од почеток, тогаш ќе ми дозволите првин да кажам дека што е хералдика, за да знаат
за да што знаат е слушателите зашто правиме муавет. Може. Хералди... Хералд го има и во International Herald Tribune, така. Да. Корена, Да. веќе го бараме. Така, значи хералдиката представува наједноставна дефиниција, представува наука за грбовите. Таа се занимава со проучување на појавата, развојот и создавањето грбови. Грбот од друга страна представува трајна, наследна и тешко менлива ознака на личности, правни лица, правни субјекти, држави, територии, градови, села, приватни компании и така натаму. Се што има свој идентитет, се што може да се заведе под име, практично може да има свој грб. Така што кога правиме муабет за грбови, најпрвен треба да се препознае еден едноставен факт, а тоа е дека хералдиката како наука има своји основни правила по кои што грбовите се создаваат. За да еден грб биде толкуван како хералдички, тој мора да ги задоволува основните правила на хералдиката. Дали нашиот грб е хералдички? Грбот, моменталниот грб на Република Македонија, секако дека не е хералдички грб. Меѓутоа, Зошто не е? затоа што грбот на Република Македонија е создаден во еден стил кој што во науката се нарекува социјал-реалистички стил, и тој е создаден во едни услови во кои што хералдиката во Македонија немала како да Не ни изврши... постоела тогаш хералдика. Не дека не постоела хералдиката, немала како да одигра главна улога. Добро, сега, Меѓутоа, ако хералдика е наука, односно категорија, како да ја наречеме, за грбови, а нашиот грб нема хералдички карактер, тоа значи дека нашиот грб не е грб? Не. Вака. Нашиот грб, што моментално го употребува државата, според македонско законодавство, е ословен како грб. Но научно не е. Тој има своја таква улога. И тоа е сосема доволно. Прашањето дали е хералдички е сосема друго. Значи не, хералдички грб не е, меѓутоа кај нас овој символ игра улога на грб, она што го предвидуваме ние со устав и со закон да биде грб, тој го исполнува. Значи Добро, сега, со устав и со закон они може да предвидат дека јас сум убав, ама тоа не е факт. Не. Разборуваме за Значи, ние зборуваме, ние тука треба мора да биде јавноста мора да биде запознаена дека една работа е дали даден грб е хералдички, а сосема друга работа е дали тој грб се користи како таков. Во таа смисла еве да биде уште појасно, нашиот грб моментално што го користиме во научната литература ќе се толкува како амблем. Како Значи, амблем. Не како хералдички, да, не како coat of arms. Што е грб, нели? Да, меѓутоа тоа има мало значење, кога е во прашање државата, затоа што секоја држава, било која држава има апсолутно право, ексклузивно право да избере каков символ ќе употребува за обележи ќе употребува за свој. Извини, Столе ти повеќе за игра на да расчистиме, хералдички има правил. Ова не, ова е социјалистички, меѓутоа го користеле многу држави ден денеска. Италија има социјалистички. Но Столе да се разбереме. Со петокрака и со овој грб кај нас доаѓа од нели грбовите кои ги имаше во СФРЈ и комунистичкиот блок претходно, нели, Советскиот сојуз го ставаме тука, Централна Европа, Кина и така натаму. Но од бившите држави на СФРЈ, од нели сите републики во СФРЈ, денеска кој има ваков грб? Еве, кажи ми ти, Столе.
од Југославија. Да, од СФРЈ. Каде што бевме заедно со Србија, Хрватска, Да ви помогнам. Црна Гора. Единствена земја која што на европскиот континент се уште користи ваков модел за државно обележје, значи за грб, е Белорусија и Република Македонија. Меѓутоа, само по себе, јас зошто го зборувам ова, можеби на некој ќе му се чини нејасно како еден хералдичар сега кажува дека грбот е окей, условно кажано. Меѓутоа, јас ова го кажувам за да народот знае, јавноста да биде запознаена дека само заради тоа што даден грб не е хералдички, не му се намалува историската улога што ја игра. Значи, ние тука не, ако мене ме прашате како хералдичар, како љубител на хералдиката, јас секогаш ќе кажам дека подобро е било која земја, било каде во светот, тука и Македонија се разбира, да има хералдички грб. Зошто? Затоа што хералдиката како систем на символи и ознаки обстојува 10 века. Во тие 10 века обстојување таа развила механизми преку кои што успева да ги вклучи практично сите државни ознаки, не само грбот на државата, тука имаме ознаки на полицијата, ознаки на војската, ознаки на министерствата, ознаки на општините, ознаки на регионите, многу ознаки кои што се дел од таа државна хералдика и доколку државата, ознаки на председателот на државата, на премиерот на државата, на собранието и така натаму. Значи темата е многу поширока и многу покомплексна од тоа каков ќе биде грбот на државата. Американските држави, еве земете, зашто кај нив сила се вика како печат, значи различни термини се користат. The Great Seal of the State of California. Калифорнија е како слика да е нацртал некој уметник, има многу, можеби десетина има фигури, на пример. Дури во известен смисла може да се. Сега се поедноставува. Калифорнија, која ќе се спомене Калифорнија, ама тоа они го направиле веќе ни дизајн, ни скомерцијала на сите некои такви интересни мајци. Американските го ставаат, ја ставаат мечке да го ставаат. Американските ознаки можеме слободно да кажеме дека практични, не само што се практични во голема мера ако се исклучи само форматот, еве кај нас што викаат јајцето, ако ги ставите во јајце формат, многу ќе станат соцреалистички. Во Америка имате сите округли, да. Во Америка имате два правца. Едниот е тој пейзажниот правец што го опишавте и другиот е во кој што печатот на републиките нивни сојузни содржи хералдички некаков грб. Сакав да му кажам на така што само да кажем дека Америка не е баш Калифорнија има соцреалистички, уште петокрака фали. Ама на знамето има петокрака, само бојата е Не, значи да се разбереме. Тоа е присуството на петокраката не е символ само за комунизам, да се разбереме, сега историски ја ќе кажам. Петокраката има сосем различна функција, тоа што комунистите ја преземаат, нели, символизирајќи го интернационалното движење, секој крак од петокраката е различниот континент на кој треба да се случи светската револуција е друго. Петокраката ја тргнавме, можеби дали беше тоа погрешно или не, сега во овој момент веќе не е ни дебата. Но она што е дебата е дека ова што сега, уште одиме на ова што е сега, нели, како се вика грб. Мислиш дека можеше да остане и Европската унија петокраката да остане, не мора да биде црвена. Може плава да ја направи. Има голем проблем тука пак сега да се навратам јас. Инаку прв предложил петокраката да биде тргната покојниот лидер на ромите во Македонија, прв што беше пратеник Фајк Абди. Да. Грбот, јас на почетокот кажав, представува трајна и тешко менлива ознака. Тоа требаше 2009 година многу јасно да го знаат кога е тргнаа петокраката. Јас ја разбирам потребата да се смени бојата на петокраката од, еве да кажеме, црвена. Да биде плава, жолта, сина. Наједноставно беше да биде златна. Меѓутоа тргањето на петокраката од грбот всушност представува негово сквернавење.
Ние за тоа мора да бидеме свесни. Ова не го кажувам затоа што сметам, како што спомна ти, тоа веќе не е дебата. Јас ова го кажувам за да ние развиеме свест дека кон државните символи секогаш мора да се однесуваме со најголема почит и секоја и минимална интервенција во себе крие многу опасни моменти. Зошто го кажувам ова? Ова го кажувам затоа што на извесен начин желбата да се оттргнеме од тоа, да кажеме, комунистичко влијание, минато, ние еден символ кој што за прв пат ја представува, да кажеме, независната своја македонска држава после 10 века отелотворувањето на и вековната борба за државност, ние посегнавме по еден символ како што е звездата, кој што е толку универзален, кој што може да се толкува на толку многу. И знаете како, јас сега ќе ви кажам од политиколошки гледан аспект, од она што се нарекува политичка култура, политичка иконографија, политичка пропаганда. Нашиот моментален грб, ако идејата било со петокраката да се тргне комунизмот како идеологија која владеела со Македонија. Но се извинува. Нашиот грб сегашен не е ништо помалку комунистички без петокрака. И вие во вашиот првиот дел од вашето излагање практично и го потврдивте тоа со самото тоа што рековте дека е соцреалистички. Тоа никогаш, таа изјава, значи таа категоризација на грбот, ние никогаш нема да можеме да ја смениме. Со само со петократката што ќе извадиме. Прашањето дали треба да биде променет грбот, исто ова треба да го знае јавноста, секогаш ќе биде политичка одлука, без разлика каков е грбот. Ако оваа власт донесе најхералдички грб, најубав хералдички грб во светот, некоја следна власт и текне, може тоа да го смени, затоа што тоа е апсолутно во нејзина можност. Јас само ќе ви кажам за еден пример. Ние како Македонско хералдичко здружение тогаш учествувавме и на еден конкурс за промена и донесување на хералдички грб на општина Свети Николе. Ова веќе не ме држите за збор, мислам дека беше 2014-2015 година. И тогаш општина Свети Николе донесе хералдички грб, многу убав хералдички грб, кој беше направен во согласност со македонскиот територијален хералдички систем, разработен од наша страна. Кога дојде до промена на власта 2017 или 2018 година, која веќе и да беше таму, една од првите работи што ја направи новата власт, општинска власт во Свети Николе, беше да го тргне хералдичкиот грб и да го врати стариот грб на општина Свети Николе. Така сега ние залудно сте работеле. Нешто ние залудно сме работеле, тоа е, да кажеме, најмалиот проблем. Ова е само една показна вежба дека ако ние како нација како треба да се однесуваме, не развиеме свест за тоа како треба да се однесуваме кон државните символи, без разлика дали јас како хералдичен сум за хералдички грб, вие можеби сте за некаков друг грб, не е битно, или за печат, или за како и да е, без разлика на тоа, ако ние како нација, ние како општество не развиеме свест дека кон државните символи треба да се однесуваме со апсолутна почит, сите. Види, значи како се на пример ексцентричен е, екстравагантен, како сакате наречете го Трамп, и сега да му текне многу работи мену, му текнува, утре ќе му текне нешто друго, не е битно. Ќе му текне сега и грбот да го менува. Тоа мислам дека не смее или нема да си го дозволи никош. Зошто го велам ова? Затоа што ова не треба да биде предмет причина за нова поделба туку. Треба да биде обединувачки. Затоа треба заеднички да се работи. Не само со албанците, со сите. Вие предложивте вака. Само уште една работа. Пейсажот може ли да дозволете ми само уште една работа да кажам. Уште на самиот почеток сакам да потенцирам
дека за разлика од знамињата кои што можат да бидат третирани и како етнички символи, значи како символи на народи, грбовите не можат да бидат толкувани како грбови на народи. Тие мора секогаш да бидат земски да бидат или тие секогаш мора да бидат толкувани како грбови на некаков нададен правен субјект, без разлика дали тој правен субјект моментално постои или некогаш постоел. Прашањето ваше за земските грбови. Земските грбови како категорија многу тешко можат да се дефинираат. Меѓутоа, тие представуваат грбови на земји, ама подземји, не на територија, не на региони, туку на држави кои што некогаш постоеле. Па сега во средниот век по една или по друга причина луѓето имале потреба да ги спомнат. Од тука и македонскиот земски грб е присутен и покрај тоа што тогаш не постои македонска држава. Меѓутоа, дури и тогаш тоа е грб на државата. а не на народ, да. А не на, Ние тука барем се не на палиме, народот, се барем палиме. не на народот, онака како што ние го разбираме денес. Премногу се етицира, значи Кај нас прашањето грбовите не важи тоа што важи за знамењата. Тоа што важи за знамињата во овој случај не важи. За можеби некој од слушателите малку поупатен, па да не биде дека намерно испуштам нешто, точно е дека ние имаме сознанија за грбови кои што се припишувани на народи. Меѓутоа, повторно, тие грбови се припишувани на народи не на актуелни во времето кога се создавани тие извори, туку на некои народи што некогаш постојат. Извинете, ај сега да ја префрлиме дебатата. Предходниот пат кога имаше обид да се замени грбот 2014 година со појавувањето на бомбите и имаше договор меѓу ДУИ и ВМРО Груевски. Тогаш заврши се договорија на крај само ја тргна петокраката. Но Не, петокраката е тргната 2009 година. 2014 предлогот беше 1 2 3 4 5 круна со 5 да, се извинувам, да, во право. лава, црвена, жолта. Вие вашето друштво, ако не се лажам, тогаш предложи идеја која тогашниот премиер Никола Груевски ја представи пред македонската јавност, грбот да биде црвен лав на жолта позадина и горе круна со колку? Со 5. Со 5. Сега. 4 руби, како се викат тие? 5 кули. Дозволете ми само 4 рубини или што се тие црвените? Да, македонски. Дозволете ми само да прикажам Едно опаше слав. што се случуваше тогаш. Прво рекоа, ова е бугарски символ. Тоа беше еден од одговорите. Тоа беше првиот одговор. Потоа рекоа зошто е исто со на ВМРО, како се вика, грбот на партијата ВМРО ДПМН, со логото на ВМРО ДПМН. Што е разлика меѓу лого и... Третата дебата дојде, па ВМРО-вци се жалеа, ама зошто лавот е црвена позадината, жолта треба да биде жолто на црвено. Може ли сега тој предлог од 2014 година да ни го објаснете? Зошто македонско хералдичко друштво тогаш го даде токму тој символ како символ за Македонија? Која историска генеза имали? За лавот. И која тука е... Некој рекоа тука нема лав. Ја викам, ако треба веќе нас како нација вкупно сите да не опише, ние треба мајаре да знаеме. Пред не знам колку години. Или мајмуни. Знаете, пред не знам 500 години објасните ни го тој предлог. Живеели лаови тука во Европа. Само кратко, не сакам ова да се вулгаризира, што е поентата, тоа што го кажа пред малку. Се кажате порано со аптеките, додека беа државни, па после тоа нели имаше ги продадоа, па Зегин, па Трифон се кара тамо, кор бизнис ова она. Ке дојде ВМРО ДПМН на власт, жолто-црвени ги фарба. Ке дојде СДСМ на власт, ги фарба сино-бели. Не сакам таква вулгаризација, сакам на знамето, да. Затоа ги правиме. Која беше партиска, ВМРО-вска ли беше едукативен аспект да му дадеме? Личи ли на ВМРО? Зошто позадината е различна? Објасните ни се. Основна задача на македонското тогаш хералдичко здружение, а денешно македонско грбословно друштво, беше да ја популаризира хералдиката во Македонија и да го истражува македонското хералдичко наследство. Низ нашите истражувања
до таа 2014 година кога беше даден тој предлог, ние веќе имавме сознанија за неколку работи. Прво, дека македонскиот грб, тој еве да кажеме земскиот, се појавува во Европа доста порано од кога што се појавил на јужнословенско, како што пишува кај Матковски во книгата Тло. Тоа е првата работа. Втората работа што ја откривме е дека меѓу символите кои ја представуваат Македонија, покрај веќе познатиот лав, има и други, како на пример грифонот, како на пример трите круни, како на пример трите звона, како на пример јарец и така натаму. Има и уште други символи кои што се грбови на Македонија во Европа. Пред да се појави она што во науката, а можеби за јавноста е познато, илирска хералдика, тоа се оние грбови кои што се опишани во книгата Грбовите на Македонија од академик Александар Матковски. Овде, да. Сега. Зошто ме прашувате зошто црвен лав на жолта позадина? Лавот како символ на Македонија. Дилемата беше дали треба црвен или жолт. Не, сега ќе го објаснам тоа. Лавот како символ на Македонија е најчесто застапен. Тука нема спор. Две основни варијанти во кои што се појавува лавот како грб на Македонија е прво црвено поле, златен лав и второ златно поле, црвен лав. Значи две варијанти. Се појавува во две варијанти. Соодносот меѓу двете варијанти е, ајде да кажеме така народски, пата-пата. Во европските извори не може да се дојде од европските извори, не може да се дојде до јасен заклучок за еден единствен лав како символ на Македонија. Зависи која боја поише е имал. Такво нешто, тоа буквално кажано зависело од вкусот на уметникот што го цртал. Меѓутоа, треба да знаеме дека вакви колебања во рамки на бои и во рамки на символи постои за сите наши соседни и балкански земји. Значи, ниедна земја на Балканот нема грб кој што тадам се појавува некогаш некаде и тоа обстојува до ден денес. Како некаква Библија, како некаква модификации и варијации има секаде. Модификации и варијации имаат сите грбови, не само балканските, дури и европските земји. Тие во различен временски период грбовите претрпувале некаква измена. Зошто, на прашањето сега, значи откако свативме дека Македонија покрај лав како грб имала грифон, па ќе нагласам три круни, три звона, јарец и така натаму други символи, откако го разбравме тоа, сега да се вратиме на лавот. Лавот во Македонија, внатре овде кај нас, е популаризиран од делото Грбовите на Македонија на академик Александар Матковски. Во тоа дело, академик Матковски опишува два лава. Едниот лав е црвен на златно поле, другиот е златен на црвено поле. Во неговата книга Александар Матковски дава два многу тесни заклучока во однос на македонскиот грб. Тие заклучоци се следните. Прво, дека македонскиот грб, за разлика од грбовите на останатите балкански земји, првин се појавува на домашно јужнословенско, цитирам, домашно јужнословенско тло, па дури потоа надвор. И по два, дека македонскиот грб е секогаш златен лав на црвено поле. Меѓутоа, нашите истражувања на оваа тема покажаа дека овие два заклучока во најмала рака се избрзани, односно дека академикот тогаш немал доволно податоци и хералдички познавања веројатно. Не навлегуваме, човекот е заслужен за нас основоположник на македонската хералдика, така што имал сериозни познавања, меѓутоа секако имал ограничен број извори кои што можел да ги користи. Така, ние денеска знаеме
со сигурност дека кога е во прашање македонскиот лав од илирската хералдика, значи од оние дела кои што ги опишува Матковски, имаме две конкретни групи. Првата група е така наречениот илирски грбовник, кој што се јавува во различни преписи и таму македонскиот лав е секогаш златен на црвено поле и имаме две стематографии и уште некои други дела, прво и најзначајно од кои што е Кралството на Словениите од Мавро Орбини, значи книгата Кралство на Словенија од Мавро Орбини, каде што македонскиот грб е представен како црвен лав на златно поле. Како што беше предлогот 2014. Јас сега ќе ви, како што беше предлогот 2014, и сега ќе ви објаснам. Во илирскиот грбовник, А тука Македонија... албанците ја бараат заради тоа што сметат за... Не, албанците немаат тука... Не. Албанците тука немаат... Види, тие илири немаат врска со таа. Современите албанци во ова прашање може да се почувствуваат засегнати од проста причина што, например, и грбот на Ѓорѓи Кастриот, на семејството, значи Кастриот, е вклучено во илирскиот грбовник. Но тоа е сосема друга тема која што не треба да се која што не треба не сакаме да правиме значи да не правиме меѓуетнички тензии да не затоа што навегуваме вистината е дека знамето на денешна Албанија, грбот на денешна Албанија е православен символ, али значи нема потреба од таа дигресија. Она што е битно е дека човекот одговорен за појавата на таа илирска хералдика се вика Петар Ивелја Охмучевиќ или Пјетро Ивелја Охмучевиќ или Педро Ивелја Охмучевиќ, зависно кој извор ќе го читате. Овој човек е адмирал во Неапол, во Неаполското кралство, значи практично во тогашна Шпанија. И тој има Италија. Дел се од Шпанија, тогаш Јужна Италија. Мешани биле, да, баш така, мешани биле. Тој дури учествува во така наречената шпанска армада, што оди да ја сарди со Англија, ако ви текнува која славно ќе потоне. Тој човек има потреба да му биде признаено благородништво во рамките на Неаполското кралство. Тогаш тој си дава за задача да го потврди неговото благородничко потекло и по некоја игра таму на судбината доаѓа до заклучок дека негов предок треба да биде извесен Хрелја Охмучевиќ, кој во време на Душановото царство, буквално кажано, владее со делови од Македонија, конкретно со Костур и околината таму. И бидејќи неговиот предок владее со Костур и околината, значи владее со дел од Македонија, македонскиот земски грб е секогаш поставен на прво место во доминионскиот, значи во владетелскиот грб на цар Стефан Душан. Значи се наоѓа во прва привилегирана позиција. После него доаѓа српскиот, па доаѓа мислам босанскиот, па после доаѓа бугарскиот грб. Што се случува? Зборуваме за период 1590 година, од прилика 95-та. 1603 година Мавро Орбини ја објавува неговата книга Кралство на Словените. Мавро Орбини пишува историско-политички трактат. Со многу фикција има во тоа, но друга тема. Доминантна фикција. Она што за него е битно е дека тој во негова призма тогаш разгледува две работи. Двете големи словенски, односно за него илирски, средновековни држави на Балканот. Тоа е Стефанова Србија, Душанова Србија и Бугарското царство. За него тие две држави на Балканот се основата за тоа илирско обединување. И токму затоа тој во грбот, владетелскиот грб на цар Душан, прави промена на местата на грбовите на Македонија и Бугарија. Сега веќе кај Орбини Бугарија е на прво место, а Македонија на четврто. Бидејќи во сите други дела каде што имаме неговото дело е црно-бело. Сега има бугарскиот грб. Не.
Не, далеку од тоа, значи Да, според вашата теорија. Тоа не е теорија, значи вашето е симплификација. Значи ние секогаш можеме да кажеме дека предлогот од 2014 е шкотски грб. Да. Значи можеме да кажеме дека не знам било кој друг предлог ќе биде белгиски или холандски грб. Грбови има 39 земји со лав. Мислам релативно популарен и злоупотребен символ е лавот. Не се работи за тоа. Тука се работи за едно едноставно објаснување дека разликата во толкувањата на тоа кој од илирската хералдика ќе биде македонски, а кој ќе биде бугарски грб, зависело од тоа што било значено за авторите што ги создавале делата. Витезовиќ и Жефаровиќ, кои што само да ви докажам, Жефаровиќ кои што прават стематографии, значи книги за грбови, за ознаки, се повикуваат на делото на Мавро Орбини и за нив македонскиот грб представува црвен лав на златно поле. Црвен лав на златно поле. Како што е предлогот. И како таков овој грб ќе биде употребен на знамето на Разловечкото и после на Кресненското востание од 1876-78 година од страна на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски. Што значи дека предлогот од 2014 година веќе има практична воена употреба во Македонија како знаме на македонското востание од 1878 Само што одиме со година. кратка пауза за реклами. Сега вака, дебатава е помеѓу македонскиот и бугарскиот е само боите. Не. Ако ми дозволите, Ама ке бугарските го гледам, као грифон личи. Не, ако ми дозволите само да завршам во две реченици. Не е доказ дека едно сме ова што имаме. Ама глупости, значи сега ние така можеме да се зафркаваме на меѓутоа тоа е само за да завршам. Предлогот 2014 година произлезе од нашите истражувања и е директно земен од грбовникот на Жером де Вара од 1501 издание, мислам дека е 83-та, сега не ме држете за збор, меѓутоа од крајот на, да кажеме, последната четвртина на 16-тиот век и е опишан како грб на Александар Македонски. Таа поврзаност после тоа да ја развие, ајде после. Има длабока и широка поврзаност меѓу грбовите на Александар Македонски и грбовите на Македонија. Значи, грбот на Македонија секогаш го следи грбот на Александар Македонски. Во таа смисла, слободно може да се каже дека грбот на Александар Македонски како владетел на Македонија воедно представува и грб на Македонија. Од тука беше донесено решението. Александар бил овој лавот? Да, припишаниот грб на Александар Македонски во Европа. Се извинувам. Од тука беше донесено решението да се земе овој предлог како афирмиран, светски познат, значи ако некој сака да го види, може да отиде на дигиталната страница на Француската национална библиотека и да си го симне, значи без никаков проблем, тоа е јавно достапен дигитализиран документ од една страна, од друга страна ние мора да бидеме свесни дека 92 година Македонија можела да донесе грб каков сака, вклучувајќи го и златниот лав на црвено поле. 1997 година соседна Бугарија го менува својот социјалистички претходен грб за сметка на денешниот. Да има и круна овој денешниот. И го бира грбот практично на царство Бугарија, кој што пак претходно е избран од стематографијата на Жефаровиќ, односно од стематографијата на Витезовиќ. Од тука натаму треба јавноста во Македонија да знае дека во Бугарија никогаш не бил употребуван за државен или било каков символ црвен лав на златна основа. И тоа значи дека било какво толкување на црвениот лав на златна основа како бугарски символ е апсолутно научно неосновано. За дневно политички цели секој може да каже што сака. Да. Само вака. Значи, да заклучиме предлогот црвен лав на жолта позадина нема никаква врска со Бугарија и никогаш Бугарија не го користела како свој символ. Апсолутно така. Добро. Хералдиката не оди толку далеку во минатото.
еве на Александар во моментов, Македонски. да. Александар Еве го на Десетина век. Александар Македонски, го има на Wikimedia Commons, го најдов овакво Значи, и тоа е- представува црвен лав на жолта позадина. Затоа што 10 Александар века Македонски, хералдиката опстава. Александар хералдиката се појавува од 12-тиот век. Да. Да кажеме, Значи, Александар Македонски сигурно. обележите како Александар Македонски и други историски личности имаат огромно влијание и денеска во свеста на современиот човек. Неговите потфати, неговите подвизи, да. неговите достигнувања за Трамп и за Путин се недостижни, а не за другите. Една работа. Млади се уште како такви личности, како таква личност, тој секогаш бил дел од наративот во средновековна Европа. Влегува во група на така наречени 9 достоинственици, во кои што вклучуваат 3 пагани, 3 евреи и 3 христијани. Во паганите се Хектор Тројански, Александар Македонски и Цезар. Од тука треба да се напомене и дека ликот и делото на Александар се популаризирани преку романи за неговиот живот, кои се кај нас се нарекуваат Александриди, на запад се наречени романса за Александар, тоа е исто. И тие Александриди веќе од 13-тиот век внатре содржат миниатури, значи цртежи во боја и содржат хералдички достигнувања. За сега ви благодарам. За сега ти благодарам. Пред паузата за реклами, почитувани слушатели, само да ви кажам, Столе е за 8 крако сонце, јас сум за 16 крако сонце. Ние може дури и компромис за грбот да најдеме 12 крако сонце. Мене ми се допаѓа ова стана, бидеме меѓутоа вака. наједноставно беше црвено-бела, жолта да биде. Као Белгија, така да се нареди, некако и да не се караме. Ке имаш и црна, ке имаш и жолта, ке имаш и бела. Прекрасна емисија. И као Вардар црвена-бела. Научивте многу, почитувани слушатели, а ќе се вратиме ние и со сонцето. Некако мене не ми се откажува од тоа сонце, многу убав символ е, само ние, Јапонија и Северна Грција го користиме на цела планета во најразлични. Пред да отидеме со Северна Грција не го користи, таму не е признаен за символ. Сонцето во Грција нема никаков официјален статус како символ. После се Не имаат знамиња, веат цел сол Знамиња, има. видете, 16 крако знамиња, знамиња може секој да вее, секој е слободен да си направи на платно, да си нацрта што сака и се додека не навредува или па не претставува закона за општа безбедност, никој нема да реагира. За сонцето во Грција нема официјален статус на символ. Грците се доволно паметни да ништо македонско не официализира. Они го користат знамето на East India Company како свое државно знаме. East India Company го има истото, само други бои, но East India Company е една од најмокната компании кој планетава Земја има. Во даден период имала дури 120.000 војници под своја контрола. Почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел од емисијата да дискутираме дали етничноста има било каква врска со грбот или грбот е само на територијата и на државноста и дали овој црвен лав на жолта позадина би можел да биде символ и на албанците во Македонија, зошто да не? Escaping in the haze, backyard sessions, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From slip to mogul moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalating. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media mode, all night, day, all day. It's my low life, chair,
again. Haze turn maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, play all day. Let's like it all day. Let's like it all day. All day, all day, all day, all day, all day. It's Mike's all day. All day. It's Mike's all day. All day. Yeah. Turn it up, radio leader. 98.1. Cultural warriors on the air, let's get it done. No brakes, full throttle for the people, son. Tuned in, vibes hit knowledge prime time. Static free, we be shaking up the paradigm. Stereo waves, cut through oppression. Mic to the mission, no second guessing. Radio leader, fighting through static. 98.1 FM, busting through the attic. Voices loud, can't be aesthetic. Pushing culture forward, keep it magnetic. Critics on the back burner, never on our level. Echo chambers shattered, we the rebel. Press play, disrupting all the trivial. DJ Scratch, unveiling the criminal. Transmitting truth, no room for lies. Shaking foundations, make society rise. Not just tunes, but a movement revolutionized. Every broadcast, we redefine the wise. Airwaves fierce, giving folks the mic. Speak your mind, set the spark, ignite. No censorship, keep the public tight. Culture rich, we're the guiding light. It's like all night. Two brothers bound tight, escaping in the haze. Backyard sessions, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalated. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, play all day. Late nights, bright lights, dreams tight in sight. Contracts tight, deals sealed, the boss delight. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff to a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. It's my low life, chair.
From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, play all day. All day, all day, all day. Let's like it all day. Let's like it all day. All day, all day, all day, all day, all day. It's Mike's all day, all day. It's Mike's all day, all day. Yeah. Turn it up, radio leader. 98.1. Cultural warriors on the air, let's get it done. No brakes, full throttle for the people, son. Tuned in, vibes hit, knowledge prime time. Static free, we be shaking up the paradigm. Stereo waves, cut through oppression. Mic to the mission, no second guessing. Radio leader, fighting through static. 98.1 FM, busting through the attic. Voices loud, can't be aesthetic. Push culture forward, keep it magnetic. Critics on the back burner, never on our level. Echo chambers shattered, we the rebel. Press play, disrupting all the trivial. DJ Scratch, unveiling the criminal. Transmitting truth, no room for lies. Shaking foundations, make society rise. Not just tunes, but a movement revolutionize. Every broadcast, we redefine the wise. Airwaves fierce, giving folks the mic. Speak your mind, set the spark, ignite. No censorship, keep the public tight. Culture rich with a guiding light. Lost in clouded days, now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalated. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, play all day. Late nights, bright lights, dreams tight in sight. Contracts tight, deals sealed above the light. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff to a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, play all day. It's my low life, chair.
once blew away. Media moguls work all night, play all day. Let's lights all day. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Одлична емисија ово утро, почитувани слушатели. Се надевам дека заедно со нас научивте многу ово утро. Јас, например, многу од овие работи навистина не ги знаев. Што сега па реално и во современиот свет не знам неколку ни се потребни тие информации, без навреда за нашиот гостин кој е научник и кој навистина ревносно ја истражува оваа работа. Што ли ти сакаш да кажеш нешто? Да прочитам Сигилум Република Масачусетенсис на Масачусетс силот, односно грбот, има индијанеци, чии не се лутат тие белците таму. Например, има интересно... Не влав може да ставим. Еве за во прилог, да. Влав. Ама како изгледа разлика од Македонија? Да, ама ќе треба со како беше? Значи, да. Со крлук ќе треба и овци треба да има, им тоа не поврзува со Александар Македонски. Да. Италијанскиот грб. Значи во прилог на оние кои што велат дека петокраката не требала да се симне, е многу левичарски. Има како се вели тоа, запченик. Има, значи, работнички. Лев, социјалдемократски. Може некој од машински. Република Италијана и има и венец, па не е сменен. Еве за македонскиот само да прочитаме. Еве го тука, пише овака, пейзажен е. Актуелниот државен грб представува поле обкружено со житни класија кои се поврзуваат на врвот, испреплетено со плодови од афион. Афион веќе нема на нашите полиња, значи веќе ако зборуваме. Да, но знаете, и тутунови лисија, што се, а и тутунот може да го снема како што иде политиката здравствена и околу цигарите, што се поврзани на дното со лента проширена со народни мотиви. Среде во полето се оцртува планина во чие подрачје тече река, а зад планината изгрева сонце. Околу планината има еден интересен момент. Првата варијанта е искосена планината и тоа било Пирин планина. Може би е сменето за да се избегне некој експанзиционизам или претенционизам територијален. Да, значи дефинитивно во првата варијанта се работи за Пирин, меѓутоа подоцнежните измени што се интервенции што се правени на грбот се од чиста уметничка, односно чиста визуелна природа. Никој никогаш, барем нам не ни е познато, не ни е познато да реагирал затоа што не постои начин на кој што можете да представите конкретна планина. Затоа што вие представувате врвови, мислам како ќе докажеш дека се работи за било што друго. Планина е планина. Ама од истокот изгледа сонцето. Ворете, и да се побунил некој, едноставно ќе сме кажали од досоговските плани, од Влаина планина е. Ако ево добар предлог на Мицкоски за да им направи оставка на бугарите, не им текнало, ќе рече еве го менуваме затоа што ја тргаме Пирин планина. Да. Но можеме само да ја крстиме во, видете. Сега таму сепак живеат македонци. И сега барем луѓе дел се кажува 200 или се 300 или се. Ако како македонци, но не е ни важно на крајот. Кој е замката и ризикот сега? Ако го смениме целосно, мене овој солавот ми се допаѓа естетски, јас така повеќе размислувам. Кој е Столики ти збркаат од партија? Кој е ризикот? Значи, од која партија? Од кинеската партија? Па јас колку што знам ти само комунистичка си член. Нема таков комунизам, нема тука и нема никаде. Да, заради тоа. Ти си капиталистички настроен, така. Да. Значи, ако го смириме целосно грбот, тоа што е грб ќе се поврзе со Северна Македонија како нова држава, ќе се изгуби континуитетот, така. А и така да размислуваме сега. Затоа што кои се реакциите сега? Јас пак зборувам за тоа, треба да биде обединителен, а не да биде разделителен. И пред се во македонското ткиво таа разделителност влие. Зошто? Реакциите, гледате ги. ЛДП предлага РИС да се стави. СДСМ вели
жестоко ќе се спротивставиме на промената на грбот кој што има континуитет, државотворен, тековини историски и Левица така сака натаму. овој да остане и горе мустаките на овој да ги додаеме на Сталин. Се нема врска ти сега. Оти него сакаш колку ти оди таа омрза кон Јас- пасија да у секој и за грбот ти саки го. Они ке речат петокрака, само и готово. Не, они не смело да се чепне, тоа се загрозувало асномскиот карактер. Сега, ја ќе бидам политички коректен и искрен. Прво, мислам дека порано пред 2-3 години кога се тргаше асном од уставот, ВМРО ДПМН многу ревносно го бранеше асномскиот карактер на државата, така што природно би требало тие да бидат да остане овој грб. А СДСМ пошто го тргна асном, значи од уставот Би требало на лавот да го Македонија поддржува. треба лавот да го поддржува и сега ние сме некако изгубени во тоа кој за кој навива уствари Не се и обидува зашто. не се обидува таа дебна политика да ја објасниш. Ќе успориш уште повеќе народот. Народот и аудиториумот, така што мене ми е малку чудно све ова што се случува околу самата дебата. Тие што до токму 2000 и некоја затоа- година беа бугари и во времето на Јупче Георгиевски со летоци се некои афери се правеа. А ти- Сега стана антибугари и обратно. тоа не, со- не, тие што Тие што ја напиша историјата. Така, различна, во комунизмот. сега викаат сега ја същи бранат народ, ВМРО да същи народ. Не. Не, добро. Значи, но Ако ми дозволите, да се вратиме на суштината. Ние токму затоа сакаме научно да објасниме ова утро. Не ни интересираат овие како да кажам партиско-политички Дневна погледи. политика тргнете на страна. А ова со бугарскиот има круна, тоа Само- се разликува. Ми личи на Грифон да објасниме Само- тоа е орел и лав, така. Само на кратко во претходно што беше кажа. Не постои начин хералдичката наука да објасни политички збиднувања. Значи хералдиката како наука не може да даде одговор на политички збиднувања. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека секогаш ќе има луѓе што се за, односно ќе има страна што е за и страна што е против на било која тема, вклучително и Грбот. грбот. Што се однесува до на која земја ќе биде новиот грб? Власта ќе донесе грб на земјата со која што владее. Историската одговорност ќе дојде подоцна за секоја власт, и за претходната, и за ова, и за наредната. Како чиј грб ќе биде, јас кажав уште на почетокот, грбот секогаш е на државата. Тоа значи дека страната што се во случајов стреми кон тоа дека се нарушува Асновска Македонија, е страна која што е свесна дека Асновска Македонија веќе е, ако не е уништена, е нарушена дефинитивно. Тоа не мора да си политички чинител или не мора да си било што за да го сватиш. Секој македонец длабоко во себе веќе број години носи длабока траума. Длабока траума која што ќе се провлекува низ генерации. Должност на секој македонец е да се бори за Македонија. Тоа не мора да бидеш припадник на политичка партија, од една страна. Од друга страна, оние што сметаат дека со тоа што ќе го променат асномскиот грб на Македонија и ќе донесат некој грб што ќе подобро ќе ги отсликува, не знам, реалностите во наводници во Македонија, исто така треба да знаат дека ако влезат во историска анализа на изворите, грбот на Македонија секогаш ќе биде само едно. Грб на Македонија, на ништо друго. Нема како да го избегнете тоа. Па бидете вие кој сакате. Значи, затоа е многу битно, она што го кажав на почетокот, да ги сватиме символите како нешто длабоко и нераскинливо од државата и ние како основа на државата. Доколку ние не изградиме таков однос кон символите македонски, џабе ни е било каква дискусија и џабе ни е било каква промена.
и тоа се одма сведува на политичка дебата, расправи. Ние после 30 години сега менуваме грб, изгледа дека не сме созреани. Политичарите секогаш ќе политизираат. Нема како, тоа им е работа. Лекарите секогаш ќе лекуваат. Политичарите ќе политизираат. Инженерите ќе создаваат. Новинарите ќе дрдорат. Што и да направат, како изведат тоа на референдум. Другиот момент е дека во моментов, колку што ми е мене познато, нема официјален предлог од страна на власт. Ова на ЛДП не беше официализирано и А дали 2014. рисот би Само за можел рисот. да биде символ? Само- Затоа што рисот е сепак една автохтона врста имаме овде и така А натаму. ЛДП го Само предлага. за рисот. Ако некој мисли дека рисот ќе помине без сериозни историски импликации, исто така се лаже. Затоа што на територија на Македонија, односно на денешна република, се наоѓа еден локалитет во близина на Битола кој што се нарекува Хераклеа Линкестис, односно Рисија. Затоа што Линкс, името на древномакедонското племе, уствари латинска варијанта значи рис. Линксот е латинско име за рисот. Така што ако мислиме дека на тој начин ќе се спасиме, сигурно нема. Тогаш грците ќе не нападнат. Ова го кажувам. Во секој случај, да. Ова го кажувам само затоа што ако бараме ние безбедно решение, воопшто да не бараме. Затоа што ништо не е безбедно. Детето штом ќе порасне и ќе почне да оди, мора да се сопне и мора да падне. Но мора и да стане. Значи имаме историски и рисот може да го користиме. Можеме, меѓутоа исто така јас морам да кажам, еве како хералдичар, дека рисот може би е најопасно решение. Затоа што ние во нашите досегашни истражувања таков символ за Македонија не сме нашли. Што ќе значи дека рисот се појавува како сосема нов символ. Супер. Со, А може ли Може да е супер. некоја Може да е склопена супер. животиња да направиме Може од да е рис и лав? може Па да е и орел супер. да му дадат. Може да е супер, но треба да имате предвид дека тогаш дефинитивно се раскинува со историското наследство на Македонија и веќе се работи за сосема нов, така да кажам. Историско наследство на Република Северна Македонија. знаете, Историјата почнува со Зоран Заев. многу е јасно, Да. многу е јасно, треба многу внимателни да бидеме затоа што многу аспекти има тука и добро што денеска ги објасниме. Ова околу Грифонот и бугарскиот, имало ли реакции од бугарите некојаш? Од бугарите никогаш, ако ме прашувате за 2014-2015 година, не. Имаше некаков несмасен обид во еден бугарски вестник да се протне тоа демекето. Зошто им го земаме лавот? Покрај историјата, сега ще ни крадат и герба, но тоа нема сега како може да... да си протоколот ке речете, еве, конечно Но тоа признаа нема- дека се бугари. Го ставија Не. нашиот грб. Видете, пак ќе кажам, ние што и да избереме, што и да ставиме, некој имаме нешто ќе каже, некој нешто некаква ќе каже. реакција ќе има. Тоа е сосема природно. Грифонот, значи да го објасниме, го споменате дека звоната, грифонот се историски. Грифонот е Вкоренети во- многу интересен символ. Тој се појавува, да кажеме, се појавува во крајот на 15-тиот, почетокот на 16-тиот век, во неколку извора го имаме. Лав и орел, така. Грифонот представува митско суштество кое што е комбинација меѓу лав и орел. Глава на Сега лав треба да се напомене, тоа значи дека А може глава- ќе биде прифатливо и за албанците, главата лав е- и орел. Па знаете што, тоа е пак несоодветен начин на толкување на самиот символ. Грифонот како е комбинација од лав и орел, затоа што лавот е господар, владетел на копното, а орелот е владетел на воздухот. небото, на воздухот. Да. Тоа значи дека грифонот како символ Тоа значи- представува апсолутен владетел на светот. Тој владее и со небото и со земјата. Извинете, И нема- ја овој мит кој вие ни го кажавте, ова може да биде основа на новиот современ македонски граѓански национализам. Ние албанците заедно можеме светот да го владееме. Ние како лавови на земјата, а тие горе од небото. Може ли за сонцето да кажеме нешто? Значи, Да, само ќе Ние кажам, овде имаме Да. една, ова е Само би- многу добра митолошка категорија за еден иден соживот. само би кажал дека
грифонот се јавува и како символ на Александар Македонски и како символ на кралот на Македонија, значи конкретно на Македонија. Исто така се јавува и како символ на воскреснувањето. Значи еден од, да кажеме, од начините на кои што се опишува воскреснувањето на Исус Христос. Така што тоа е и универзален длабок христијански символ. Што се однесува како негова застапеност, постојат неколку, добро, сега конкретно за еден мозаик се сеќавам од древна Македонија, каде што е прикажан грифон. Од една работа, друга работа, во повеќе македонски цркви грифонот се појавува како символ, го има како символ, така што во цркви, така што грифонот не е туѓ символ на Сонцето Македонија. исто е интересно, јас мислев дека е, не мислев, него така се прикажуваше во јавност, дека е нацртано од Грчев, дека ми пуштија слики, дека го има во цркви во Македонија, 8 кракото. Сонцето, Не е случајно и овие што го цртале тоа може би дизајнерски интервенирале. Вау, па сака 8 крако сонце некако да ни бутне. вака. Значи, Во Бројот на краците- во твојата генетика колку 6% влашка ти беше. јас сум у Румунија најслични на мене живеат, тоа си го најдов така што Добро, нема. Значи ти си римјанин. Ти си од другите власти. Вака. Околу сонцето. Сонцето е универзален символ, еден од најстарите символи кои што човештвото ги употребува. Од проста причина што сонцето Зошто го изгреве прашам? заоѓа Затоа што секој на ден. председателот грбот, како да наречеме, е направен и ми се Ќе ви допаѓа. објаснам, да. Денешново знаме беше изработено како барање за промена на претходното Да. знаме со 16 краци. А првиот предлог да Дизајн- кажеме е 2 реда на Да, на има сонце. неколку предлози, тоа е емисија сама за себе. Сега не можеме да навлеземе затоа што таму има многу предлози, нема како да ги доловиме вака. Да. Во секој случај, дизајнот на денешново знаме, основниот заслужен е на професорот Мирослав Грчев. Истиот човек што го дизајнира и лавчето на Палер Македонија, и после овој најраспространетиот лав со двете опашки, многу убав Грчев и лавови цртал. Да. И исто така и ако не се лажам, односно не се лажам сигурно, логото на Мак Петрол. Така што Грчев е многу заслужен дизајнер за тоа како денеска изгледа символички Македонија. Неговиот предлог е прифатен, друг автор врши мала корекција на знамето, меѓутоа генерално тоа е тоа. Знамето е со 8 краци. Исто така треба да се напомене дека како археолошки артефакти, што може да се најдат, 8 краки сонца има во Македонија од различна старост. Затоа ќе мора да Како орнаментика, како орнаментика, како да. Така што пак кога е во прашање сонцето, треба да сватиме дека дури ова 8 крако сонце, непопуларно наречено кај народот вентилатор, е сигурен македонски символ, затоа што ако ништо друго, Македонија претрпе воена агресија под тоа знаме. Ние праќавме војска под тоа знаме. Ни враќа војници под тоа знаме. Така што ние како здружение, нашиот председател Јован Јоновски, сакам да го поздравам во од емисијава, има една континуирана анкета, веќе со години ја правиме, во која што колку се прифаќа, мислам дека во една друга емисија и разговаравте на таа тема. Така што евидентно беше дека после 2001 година имаше пораст во прифатливоста на денешно знаме. Расте, значи. Растеше до идентификувањето и прифаќање. До моментот во кој што беше подпишан Преспанскиот договор. Од тогаш наваму бележиме постојан пад на популарноста, затоа што сега веќе од еден символ под кој што сме војувале и сме бранеле, се претвора во символ кој што не негира и не потиснува. Тука тоа и кој што ни забранува. Нацарски инатот е многу битна работа.
Нема како да го ставиме на платно. За жал во Македонија. Нима магаре. Не сме го подобро, кажали ова. Јас токму затоа еви со зајко. Ама ќе треба и мост да ние има, може митско животно да направиме, магаре во форма на лав, орел, рис и Сега правиш, уште нешто. Да. Правиме емисија. Правиме правиш, емисија, малку треба да бидеме атрактивни. Не, сакав друго нешто. Зошто е Исто ината магарето е символ и на реакцијата. Демократската Што партија било на пресуд, Што било пресудно да се прифати предлогот на Тодор Петров, знамето од Вергина. Од Кутлеш. Било пресудно во тој момент. Инаку некое друго знаме, можеби тоа со 2 реда сонце ќе било прифатено. Според сведочењата на луѓето од првиот состав на парламентот. Меѓутоа, се случува тогаш целосното негирање на правото Македонија да го користи зборот Македонија, нашата држава. Лисабонската. И одинат, тогаш сите се согласиле, еве сега ќе го ставиме. Тоа било пресудно. Да, меѓутоа тука пак имаме, мора да кажеме дека имаме грешка во наши чекори, затоа што не може нешто, без разлика од која политичка партија сте. Да, Ако сте македонци, сте македонци. така. Не мора да се согласиме како треба да биде државното уредување. Некој меѓу нас може монархиста е, не се знае, не. Ама Немаме крал. Абе ќе си најдеме, магарето ќе го ставиме за крал. Да, ќе ни донесат еве некој од сега. Ќе го ожениме таму кој не може од кралските сели. Суштината Имаше тако застапник Меаджиски, колегата новинар. Он викаше дека треба да биде монархија. Имаше конкретни предлози. Суштината е дека ние грб, знаме на државата донесуваме затоа што како македонци треба да не представува, а не во инат на нешто. Значи, не може да се согласи било која партија, јас не навлегувам како се викала таа партија тогаш или која е таа партија денес. Не може во инат на меѓународен фактор ние да донесуваме внатрешна одлука. Затоа што тоа не е начинот на кој што работите се поставуваат. Но еве сега да речем. Тоа е одлика, само да кажем, тоа е одлика на незрел човек, односно на незрело општество. Ние треба да пораснеме. Велите треба да не представува. Еве сега, како не представува Афионот, освен што од Македонија луѓе се во сериозни ланци на нарко сега пак, да. Сега пак се враќаме, значи јас не сакам да ќе води кон тоа да ставиме џоинт на грбот. Но знаете, Афионот велат, еве сега да ви кажем како се. Афионот велат дека името на нашата држава доаѓа од Мак, односно затоа што секогаш имало овде плодна почва за одгледување на Афион, речем. Пак, ако сакате да дискутираме за тоа каде потекнува името на Македонија, првин ќе мора да повикате и некој друг во студио, а такви луѓе во Македонија има и треба да ги повикате. Една работа, а втора работа, тоа исто така една долга и широка тема. Прво што ќе предложам е да, за да цитираме таа теорија, да видиме макот, односно Афионот, турскиот збор, Афион за мак, за словенскиот збор, да кажеме, каде се појавил, како дошол во Македонија, дали се појавил тука, дали дошол од некаде, да не така, да. Затоа што не донесено од Афганистанот. Не навлегувам, јас не знам, тоа кажувам, треба да кажам. Има ли во Македонија традиција на семејни грбови? Затоа што вие го разгледа вашиот вебсайт, нема многу, но има 50 на сигурно 78, 9 нешто така. Тука еве може би сум сгреш. И генералот сега прати некарски, мислам дека и они имаат направено. Семејни грбови, навистина интересно, не сум знаел дека во Една од Македонија задачите на Македонското грбословно друштво и претходно на Македонското хералдичко друштво во овие 22 години активна работа е да ја популаризираме хералдиката преку создавање лични, односно семејни грбови. Секој во Македонија што е заинтересиран да има таква своја ознака може слободно да го посети нашиот сајт heraldika.mk. Таму првично ќе се запознае со тоа што представува и понатаму ќе може да ни исконтактира нас за да му изработиме негов личен, односно семеен грб. Тоа е многу убава, како да кажам, многу благородно едно дејство што може да го преземе човек, особено од
големи семејства, особено семејства кои што го знаат своето потекло подалеку од со години, да, од со 50 векови. години, кои што си го знаат. И особено оние семејства кои што имаат, да кажам, можеби некаква историска врска со Значи, тука има А како наука. оди наследување на семеен грб? Тоа иде по машка линија, наследувањето, хералдиката, како што кажав, не знам дали спомнав, всушност вака во емисија е многу демократска. Има повеќе начини, повеќе модуса како може да се наследи еден грб. Ние како нова хералдичка юрисдикција, затоа што претходно немало држава која што може тоа да го регулира, даваме можност на нашите грбоносци да одберат на кој начин ќе го предадат грбот на своите наследници и кои ќе бидат наследниците. Значи, можете да го предадете грбот таков каков што е, недопрен на вашите деца, без разлика дали се машки или женски, значи тука не е... Тоа тука демократски, значи жените можеле да имат грб? Да, секако. Особено што ние хералдиката секогаш се повикува на некаков правен поредок. Тоа во наши услови значи дека македонскиот устав не разликува машко и женско. Разликува државјанин на земјата. И само штит, тоа е само символот на секој грб, нели има штит во одредена форма, тоа е поредок. Формата на штитот веќе не е регулирана. Таа е одраз на уметничките дострели на времето во кои што се создавани и покрај тоа што кај нас има некоја тенденција да се даваат некакви национални или географски барем имиња за формите на штитот, меѓутоа тоа не е пресудно. Она што е сигурно е дека без разлика дали сте машко или сте женско, можете да имате грб. Мојата сопруга има грб, низината сестра има грб. Други дами имаат грбови, така што Ја на мојот ќе го давам кој ќе направи. Грб. Само што да ме прашам, која ќе, на пример, по запад сум го срекал, тоа дури сум го видел и во Хрватска, во Србија. Гледате некаква стара куќа, нели, која е постара од 100, 200, 300 години, гледате стари порти и на портата ќе видите некаков семеен грб, некаков символ. Има ли кај нас таква традиција? Постоела ли? Кај нас таква традиција нема како да има. На гробови, да речеме, се ставали тоа по запад, не знам, ако почине некој треба... Во Македонија до 12 година е дел од Отоманската империја. 12 година со поделбата на Македонија таа влегува во состав на 4 други држави. Во тие 4 други држави нема во 20 век изградена традиција за македонски грбови. Ние имаме грбови на семејства чие што презиме е македонец, македонски и така натаму во Австро-Унгарија, претежно, каде што имаме едно семејство во Неапол, чие што презиме е Македоно, кое што има исто конкретно лав има за грб. Али тоа е како случајност. Не имаме други во Австро-Унгарија со Орел, исто презиме маđарската варијанта на македонец како и да дојде за презиме со Орел. Значи такви семејства македонски надвор од Балканот, значи во западните империи имало, меѓутоа внатре во Македонија такви нема, или барем до овој момент не ни се познати. Во секој случај со 20 век доаѓаат нови тенденции, нови сваќања за светот и хералдиката полека почнува да се крие од секојдневниот поглед. Таа не исчезнува, немојте да мислите дека само заради тоа што сме во 21 век нема хералдика. Не, напротив, хералдиката е одговорна и за церемонијалните протоколи, хералдиката е одговорна за многу работи. Како тоа за церемонијалните протоколи? Тие што учеле во Англија, например, ќе знаат дека секогаш кога ќе има некоја церемонијална поворка во Англија, напред одат едни возрастни мажи облечени или жени облечени во известни, да кажеме, туники, тоги, табарди се вика. Тодени сигни или сигни, како се вика. Со некакви ознаки. Тие луѓе се
англиските хералди и шкотските хералди. Да. Носат Значи, во таму- рацете и како се кај викаше тоа мейс. Батони носат. Да. Како еден боздоган, не знам како се вика, као символ за мудрост и така натаму. Така што еве конкретно Шкотска, Англија и Велс заедно имаат своји хералдички юрисдикции и таму тоа практично е четврта власт. Значи Канада исто има, Австралија исто има. Поврзани сте вие со овие меѓународни. Ние сме членки и на меѓународното вексилолошко и на меѓународното хералдичко. Вексикологија е за Вексилологија е наука за знамињата. да знамињата. Тоа е Столе ќе видат многу. Ова со логото, компаниите, дали има некој што има своји грбови или полесно име на компјутер, на AutoCAD, како се вика, ќе срочат имаме нешто имаме неколку компании и... кои Што е разликата меѓу лого и грб? Грбот е нешто... видите, Грбот може да биде форма на лого. секој грб може да се употребува како лого. Меѓутоа не секој лого е Може грб. како, да. Затоа што за да дадено лого биде грб, треба да ги задоволува основните хералдички правила, како што кажавме на почетокот. Значи, ако е изработено по хералдички правила, тогаш може да биде хералдички грб, хералдичка значка, хералдички стег, хералдичко некакво знаме. Има повеќе хералдички ознаки, хералдичка компаниите, челенка. некои кои што држат до себе, до... Има неколку компании кои што побарале изработка. Меѓутоа можам да кажам дека не е многу популарно, а тоа е пак се навраќаме до оној момент што го спомнувам веќе не знам кој пети пат овде, дека нашиот однос кон символите, првен кон државните, а после и нашите символи, секојдневни на нашето предпријатие, на нашето радио, на нашата телевизија, се трајни ознаки. Ако сакате да создавате квалитет, прво нешто по што ќе бидете разпознавани е логото. Мерцедес, Да. BMW, Peugeot, Citroen, значи сите тие фирми имаат хералдички. Кој масонов. Да кажеме нешто и за општините. Сега гледам, многу општини ги имаат сменето претходните грбови, меѓу нив е на пример Охрид, аеродром го има модифицирано. Битола има интересен така еден стилизиран модел, Карпош ми е интересен, центар. Во нашите Штип го задржал. Кисела вода го има сменето, има ставено црвено-бела боја, сонце, имаше зраци и црква има. Значи Ворет, ајде да пак од почеток да почнам. Значи едно од првите работи кога завршив со студии и јас бев на едно подолго време бев тука на престој во Скопје. Во тоа време вратен тука можев да повеќе да се посветам, така да кажам, на хералдиката. Една од првите работи што почнав да ја правам и како почнавме да кажеме со претседателот Јоновски да комуницираме поинтензивно и да се дружиме беше преку местно хералдичкиот систем. Значи системот за територијална хералдика. Како треба да изгледаат грбови, се трудевме да одговориме на тоа како треба да изгледаат грбовите на македонските општини, градови или општини, односно на македонските локални самоуправи. Самоуправи, да. Во таа смисла го создадавме територијалниот хералдички систем на македонското хералдичко здружение и таму предвидовме неколку работи. Прво предвидовме дека ќе го почитуваме законот за територијална поделба и законот за локална самоуправа. Законот за територијална поделба ги беше после 2004 година. Да, меѓутоа таму се дефинирани општините и дефинирани регионите, нели планските региони. Законот за локална самоуправа пак ги дефинира ингеренциите и не само тоа, дополнително утврдува кои се урбани, а кои се рурални општини. Па така на пример грбот на Кавадарци као рурален, све грозија е тука. Ова е нов грб на Кавадарци. Ама има и фабрика, има фенија. Полека да се вратиме назад. Калинка или шо? Грбот, тоа што стои на самиот грб нема никаков однос на тоа дали е рурален или е урбан. Дали е рурална или урбана општината во местно хералдичкиот систем е определено по тоа каква круна има општината. Урбаните општини имаат градобрански круни и тоа.
општа градобранска круна за било која градска општина. Градобранска круна на историска престолнина, наменети за Охрид и за Прилеп, како два со сигурност престолни града во историски контекст во Македонија. И круна на главен град, тоа е наменето за Скопје како главен град, и круна на Скопска градска општина. Затоа што Скопје... Ова вие го методологијата вие ја одредувате како ние ја одредуваме. Тоа се правила кои вие ги воспоставувате. Да, ние ги воспоставуваме со цел да се воведе ред. Да се знае што е што. Да се знае што е што. Дополнително руралните општини има можност да бираат меѓу палисадна круна, тоа е круна составена од практично дрвена тврдина, така да кажеме, дрвена тврдина, и меѓу житна круна од жито, од сноп жито. Добро. Направена, и имавме предвидено круна на плански развоен регион, таа е Афионова. Таа е има Афионови чашки, а меѓу Афионовите чашки има златни, ајде да ги кажеме триаголници, значи златни шпици, меѓу кои што стојат Афионовите чашки. И на тој начин ние тргнавме, од ова е веќе 2011 година, ние тргнавме да пробуваме да воспоставиме контакт со општини кои што би сакале нивните. Во меѓувреме се правеа истражувања колку од општинските грбови во Македонија задоволуваат хералдички норми, колку од нив делумно задоволуваат, колку воопшто не задоволуваат хералдички норми. Дојдовме до заклучок дека добар дел, можеби 10 општини апсолутно задоволуваат хералдички норми. Практично во превод би значило целиот грб таков каков што е, само треба го ставите на штит и да му ставите некаква круна. Соодветна на и венче. Гледам, многу имат и Радовиш има круна, тие што ги правеле. Прва општина која што се согласи да го промени својот грб за хералдички таков беше општина Радовиш. И ова се случи нема ни рудници, нема ништо. 2013 година. Бевме повикани како хералдичко здружение тогаш. Отидовме во општината, се договоривме за тоа што они сакаат како символ да ги представува и за интересен има. За многу кратко време беше бела боја и круна. После тоа уследи општина Ново село. Бевме во Ново село исто тогаш. Мислам дека наредната година. И веќе има повеќе општини. Чучер Сандево, Охрид го работевме исто. Демир Хисет, така во Маровско малце со кама и револвер. Чекај, најдеме се. Да, значи добро. Треба да разбереме. Смилевот, каде е Смилевот? Таму е Смилевот. Треба да разбереме една работа. Македонската револуционерна борба е борба на македонскиот народ. Па тоа за таа борба не збориме. Како се викала организацијата што во даден историски момент ја предводела борбата, од денешен аспект многу мала улога игра за тоа, за нашиот однос кон самата борба. Кога сме кај овие грбови. Ја имам неколку апликации онлайн тестирано, направи си семеен грб или твој личен грб. И сега тие се веројатно дел од нив бараат и пари, така што не продолжувам на крај со сето тоа. Се за пари, Па не, но генерално те прашуваат нели каков си ти, какви лични особини имаш и така натаму, и врз база некој прашалник потполнуваш и врз база на тоа они ќе ти стават, не знам, јарец, лав, орел и така натаму. Има ли тоа некаква врска или се работи само на еден начин пари да се заработат онлайн, и дали се она што се наоѓа на грбот има лично значење? Например, дали лавот, ако го имате, значи некаква карактерна особина, богатство, дали значи на тебе ова, не може да ти фатне карактер, ќе треба неколку грифони, свинги ќе треба. Значи кај мене треба, апсолутно, јас за тоа имам проблем. Монструм некој не видено. Да, во хералдичкиот свет. Значи краткиот одговор е и да и не. Прва работа што треба да ја знаете. Хералдиката е наука од юрисдикција. Што значи тоа? Ако веќе сакате да имате грб, побарајте релевантно стручно тело што ќе може да ви регистрира таков символ. Во Македонија
единствено тело кое што води активен регистар за регистрирани грбови е Македонското грбословно друштво. Значи тоа се друго се аматерски. Може грб, може би некој може на вас да ви направи грбот да има на вистина хералдичка Кој ќе ви смисла. го регистрира? Да. Меѓутоа, се додека даден грб не е регистриран, тој е лепди во вакуумот. Затоа што треба некој организирано да го препознае грбот како таков и да каже од денеска ова е грбот на господинот Златев. И тоа е само едниот дел. Вториот дел е дека што се однесува до изборот на символите за секој имаат различно значење. За споменатиот лав, за еден може да биде храброст, за друг некој може да представува дека бил чувар на лавови. Да. Значењето на символот колку произлегува од самиот символ, толку произлегува и од грбоносецот. Затоа како грбоносецот го толкува. Го толкува. Полека да привршуваме ова, новаци, како им е дозволено, го имаат 16 кракото, ама со различна должина на краците, веројатно модифицирана, стилизирана. Мислам дека тоа е со преспанскиот, мислам дека никој не се сетил да го ревидира, мислам и дека не е целосно, него дека е нешто, сега не можам да се сетам точно како беше така на новација, може би го сменили се, ова тука може би е старо што го има. Во секој случај јас би сакал николку, ако се доближуваме кон крајот на емисијата, би сакал Само што едно, чајер е многу интересен, многу најминималистички, има 3 како згради и има полукружен, да, значи нешто тоа е од отоманското. класично, некое класично лого е тоа на чајер. Пешачки премин нема ли? За да го избегнуваат, веројатно. Значи, за крај што сакате да дорадите уште нешто што не ме прашавме, кажете кој е првиот Британија, еве да му направиме малку кеф на Златев, пошто он е британски џак. Они се основоположници на грбословието, така може да се изрази. Сега. Хералдиката се појавува паралелно во Западна Европа, на повеќе места, меѓутоа, она што ние од денешен аспект го сметаме за прв доделен грб е Хенри I доделува грб на неговиот зет. 1128 година, летото, 10 пролет, 10 јуни, и денеска тоа се смета за меѓународен ден на хералдиката. Има повеќе сега тука толкувања, најверојатно записот за кој што дознаваме е 50 година подоцна од самиот настан. Во секој случај во почетокот на 12 век го имаме првиот официјален запис за блазон, тоа е техничкиот опис на грбот, основата на хералдиката. Е од норманите. Што е суштината на блазонот? Тоа е дека и да исчезне, нели, грбот, неговиот визуелен карактер, на балзонот ќе може да се прочита и после да се направи одново тој. Хералдиката има два основни поима, а тоа е блазон и емблазон. Блазонот представува, најкратко кажано, техничкиот опис на самиот грб. Скицата, значи. Техничкиот опис, технички опис. А емблазонот е нацртот. Како ќе биде исцртан. Тоа е значи скицата, да. Блазонот останува секогаш ист. Уметничката интерпретација варира. Значи, два уметника нема како еднакво да го представат. Описот останува ист, а описот останува ист. Може да се... Со други зборови. Само заради тоа што еден лав, ајде пошто за лав дискутиравме, или еден грифон е побушав, а другиот е почешлан, ако е идентичен блазонот, е идентичен грбот. Да, без разлика како се плашите ли дека денес може од вештачкава интелигенција да стане главен уметник, затоа што ако напишете блазон во вештачка интелигенција да ви извади од тој блазон давате параметри некои. Да. Експериментирате ли со овие технологии? Не сме пробале, првенствено затоа што во последниот период бевме многу посветени на истражувачката дејност. Значи,
има, можем да кажем, имаме моментално близу 80 извори кај што имаме потврден грб на Александар Македонски, имаме уште 3-14 извора кај што имаме потврден грб на Македонија права мовет вон она што беше досега познато. Значи, да кажем, имаме околу 100 извора кои што досега сме ги проучиле, ајде да кажем површно, значи сме направиле некаква статистички преглед врз тоа што се прикажува. Допрва треба да се навлезе што уште има таму, така да не сме експериментирале. Меѓутоа морам да ви кажам дека не се чувствувам загрозен. од многу проста причина. Вештачката интелигенција се уште функционира на внесени податоци. Да. Значи некој некаде за таа вештачка интелигенција внесува некои податоци. Нема како Светска дата база да, со нема се и како се. со други зборови, мислам дека уште некоја година ќе почекаме да може вештачката интелигенција да спроведе научно истражување. Сега за сега може да направи споредба. Може да направи добар плагијат. Да, значи и тоа е тоа. Може да направи Дали вие според вас вам е тоа сигурно желба, го работите, тоа ви пасија и хоби и професија, што ќе ги советувате граѓаните кои што држат до себе, до некое семејно достоинство, компаниите кои што држат до себе, имате универзитетите кај нас, што како да постапат, кај да се јават, да внимават, сигурно не е многу скапо. Македонската јавност, прво дека треба да се почитуваат државните символи. Јас советувам да ги почитуваат државните символи. Јас советувам пред да донесе било каков заклучок, да одвои дел од своето време и да проучи што македонското истражување до сега открило за грбовите на Македонија во конкретниот случај. А не емотивно да не влегуваме емотивно во кавга. Јас ќе нагласам дека како што кажав со примерот со Свети Николе, една власт може да донесе, друга власт може да врати. Тоа е вулгаризирање политичко партиско. Тоа е вулгаризирање. Доколку држиме до себе, тогаш мора да држиме и до символите што претходно биле и до символите што во најдобра намера, права мовет во најдобра намера ќе дојдат. Јас затоа можам да кажам дека ако има потреба од промена на државниот грб за да се замени со историски посведочен, артефактно посведочен македонски хералдички грб, тогаш постои простор за дискусија на темата. Не дека задолжително ќе се смени, него постои можност да се дискутира. Јас совршено ве разбирам, затоа што било кој символ да го споменете, кажете дека може најразлични ризици да се појават и секој за нешто ќе каже. Додај со рисот е дека има ризик. Али, односно, дека ќе го менуваме грбот само за да го менуваме грбот, тоа е уметност заради уметност, како тоа е безделничење и јас не би препорачувал тоа. Во однос на другото прашање, јас препорачувам на свесната и заинтересирана македонска јавност која што сака да има свое трајно обележје, да ја посети индивидуалци, компании, универзитети имаат ли? Немаат, имаат лого, дел од нив имаат многу солидни лого, така што во Велика Британија има Armorial Universities и тоа се грб смеат да имаат само тие универзитети кои се постари, старите универзитети. И новиве и тоа е како пракса, дали ти на Armorial University имаш завршен, односно дали имаш на универзитетско од времето има идеја за Јаневска, за министерство, има некој градација. Например, може да биде Armorial Universities, да бидат најстарите во државата. И сега па тие поновиве да немаат и така натаму, но тоа е тоа пак произлегува од нивната пракса, од нивната хералдичка пракса. И во последно време, да кажем во 20-тиот век, нивната хералдичка пракса е многу рестриктивна. Многу рестриктивна. Зошто? Затоа што во едно дигитално доба каде што лесно достапни се информации,
се плашат од наплив првенствено на интересенти за грбови и за било што во нивно сваќање би довело до известна инфлација кај грбовите, значи ќе изгубат вредност. Ќе изгубат вредност тие што вековно ги имале. Кај нас таква опасност нема, затоа што кај нас нема доволен број грбови. Така што ние со создавање грбови само можеме да ја зголемуваме нивната вредност и да се, условно кажано, да се позиционираме во некоја смисла, звучи лошо, меѓутоа во некоја смисла на цивилизираните народи, во таа смисла не на западни цивилизирани или туку воопшто, затоа што мора да знаете дека една од посилните юрисдикции хералдички, каде што се поминува низ хералдичка комисија е денешна Русија. Значи Британија и Русија треба да ги имате како пред очи кога правите муавет за хералдика. Така што вижте дали ова можеби е виц некој една друга анекдота, не знам како, дека српското знаме е обрнато руско знаме, така била. Српското и руското знаме ги имаат пансловенските бои. Нема ишле у делегација и рекле, еве, ќе ви знаете, Бугарија и Бугарија вклучително, таму е заменета зелената за да не се повторуваат, меѓутоа тоа се знамења со пансловенски бои. Така што ако веќе плавата, црвената и бела. Ако веќе инсистираме, знамето на Словачка е еднакво со руското, со тоа што го има грбот на Словачка. Да, па и Словенија. Имам едно прашање до вас. Ова е последното прашање, тука ја завршуваме и емисијата. Можеби многумина ќе го сватат погрешно, но Бугарија е нова држава, модерна Бугарија, као нас е формирана генерално современата демократска Бугарија. Не е баш. Кога таа 120 години порано. Не зборуваме за вкупната со кралско и така натаму. Република Бугарија како република, не као кралска, не као социјалистичка, е стара колку Република Македонија. Тие кога го ставале овој грб, немало никој што ја го прифаќам, ја не го прифаќам и така натаму. Извинете. Во Србија имаат двоглав оред за имаше дебата за грбот, за химната имаше дебата. И сега нели сите го користат. Во Хрватска шаховницата си ја имаат и таа име фикс и тоа е тоа. Зошто кај нас во вакви дебати? Дали ова зборува дека ние имаме проблем со нашиот идентитет? Не постои земја на светот денеска која што нема проблем со својот идентитет. Да нема проблем земјите од светот со идентитет, немаше да се случуваат овие драматични настани во светската политика. Тие во крајна сметка секогаш засегаат до идентитетот, покрај економската позадина, нели, чист брутален пласман на производи. Една работа. Втора работа. Сите соседни земји, односно Бугарија плюс бивши југословенски републики и Албанија, за своји грбови избираат прикази од стематографијата на Христофер Жефаровиќ. Бугарија, црвеното поле со златен лав, за свој грб го бира 1878 година со Трновската книвна конституција, со Трновскиот устав. Велико Трново. Да, во Велико Трново, уште како кнежевство Бугарија. Така што од тогаш наваму Бугарија во континуитет практично првин како кнежество, после како царство го користи тој грб. Во социјалистичко време прават неколку ревизии на грбот и левитираат меѓу црвена и сина позадина, за да 1997 година го донесуваат денешниот еталон, тој што го спомнавте вие, и го прават таков каков што го прават. Дали имаат криза со идентитет? Секако имаат. Кој бил во Бугарија за тоа е сведок. Србија на еднаков начин го бира. Србите имаат малку покомплексен грб, они бираат два грба. Едниот е двоглавиот орел, а другиот двоглавиот орел на себе награди држи штит со четири огнила. Хрватите исто така го презимаат грбот од таму. Албанците користат грб кој практично е
една варијанта од грбот на семејството Кастриот. Грците користат грб крст донесен од монархот. Бел на плава. Донесен од страна на монархот. Во таа смисла, сите овие земји имаат проблеми со идентитети. Едноставно тие земји, нивните идентитети, проблеми со идентитети не ги разлеваат во етерот на еднаков начин на кој што тоа го прави Македонија. Македонија има некоја мазохистичка потреба да се самоубива постојано, секој ден. Значи ние разговараме за грбот и тоа е легитимна дискусија. Јас ја поддржувам секогаш. Ама не треба да се сваќа како живот и смрт. Ние што да избереме, што и да ни е грб, за нас е проблем. Овој што е сега проблем бил комунистички. Лавот ќе сме го избрале, бил ВМРО-вски. Ако не е ВМРО-вски, бил бугарски. Грифонот ако сме го избрале, ама бил со глава на орел, значи овие други ја водата. Значи ние сами себе се саботираме и се доведуваме во една позиција во која што никогаш ништо не може, среќа што не е мома за мажење, немаше детко да избере. Вака, може ли и ова совет да го кажеме на крај, малку повеќе самодоверба во поглед на идентитетот, затоа што Златев нацистски специјалисти за идентитети, мислам дека и предавање држи на таа тема. Јас вака, добро, да не одиме толку далеку. Сакам да ја завршам од моја страна емисијава со нешто поврзано со Македонија. Не со соседите, не со завршуваме. Да. Ајде. Македонија има богата хералдичка традиција. Македонскиот грб, земски, за да биде појасно за публиката, се појавува еднакво далеку во минатото, како што се појавуваат и грбовите на сите соседни балкански земји. Значи не треба да има комплекс. Нема комплекс кога е во прашање појавата и развојот на македонскиот грб. Ние, како Македонско грбословно друштво и претходно како Македонско хералдичко друштво, објавуваме гласник, Македонски хералд, научно списание кое што излегува 2 пати годишно. Во тоа списание, покрај наши автори, пишуваат и автори од странство, таму ќе можете, тоа е бесплатно достапно на нашиот сајт, таму ќе можете да отворите и да ги погледнете сите статии што ние сме ги напишале за македонската хералдика. Ќе нагласам уште една работа. Во Македонија, делото на академик Матковски, основоположникот на македонската, меѓу другото и на албанската хералдика, се смета за Библија, здраво за готово. Се смета дека не постои можност да се интервенира во тоа што е напишано. Тоа не е точно. Ниедно историско, ниедно научно дело не е Библија. Секое научно дело подлежи на ревизија. Ние до сега знаеме дека македонскиот грб се развил и се развива и ќе продолжи да се развива без разлика на било кои политички консталации. Она што македонецот треба да го направи е да прочита, да се заинтересира, да го прочитува македонското хералдичко и културно и историско наследство и да се почитува себе си. Иван Иван Нацевски, ти благодарам. Со ова да завршуваме. Ке е проблем после реклами. Хрватите почнале протести, бойкоти да прават и против банките и телекомите. Ајде. Па да няма ние банка или телеком, али не знам како да не користам банка. Значи, кажете ми како да ги бойкотирам банките, ќе умрам за лев. Да се бойкотира и струја, како? Да не ја трошиш? Не, ама да банка кај можеш да бойкотираш, не можеш да живееш. Можеш. Како? Можеш со тоа што ќе натераш власта да ограничи грабеж. Се согласувам, ќе разговараме за ова по емисијата. Почитувани слушатели, не знам што ќе одбереме, само бесилка да не одбереме. Тоа е најважно. Останете со 98,1 FM. Читајте lider.mk, а вечерва гледајте и на YouTube, каде што не заборавајте да се претплатите на нашиот канал.